Македонската јавност се соочува со систематско 4-годишно манипулирање, поточно лажење, дека наводно Никола Груевски нема врска со приватизацијата во Република Македонија. Вистината е сосема спротивна. Никола Груевски е директен учесник во криминалните и ексклузивни приватизации на ОКТА, Телекомот, Националната платежна картичка, каде штедите за граѓаните се огромни, а финансиските добивки за неговата партија и поединците во неа се исто така огромни. Токму најголемиот број на приватизации и стечени постапки во кои фирмите или се ликвидираа или се продадоа во 4 очи на партиските војници на ВМРО ДПМН се случија во периодот од 1998 до 2002, кога премиер беше Љупчо Ѓоргиевски, а министр за финансии и десна рака беше токму Никола Груевски. Впрочем, стечајните работници произлегоа директно од подписите на Никола Груевски. Дека лично Никола Груевски не застанува и продолжува со приватизацијата и продажбата на државниот имот и сега, како премиер во 2010 година, говори и скандалот со продажбата на дел од студентскиот центар. Конкретно, Никола Груевски донел одлука за приватизација во 2010 на делот за исхрана на државниот студентски центар Скопје. Имено, откако вработените во исхраната со жив штит ја спречија приватизацијата во декември минатата година, Управниот одбор на студентскиот центар тајно и надвор од закажаниот дневен ред на седницата одржана на 9 февруари оваа година ја донесува одлуката за продажба на делот за исхрана. Во исхрана во моментов работат 104 вработени и тие подготвуваат оброци за 3000 студенти сместени во студентските домови. Која е математиката на Груевски ВМРО ДПМН? За храната студентите плаќаат месечно по 3250 денари. 3000 студенти по 50 евра или месечно 150.000 евра. Или за една студентска година, 10 месеци, вкупно 1,5 милион евра. Значи, целта за оваа најнова приватизација на Груевски, сега во 2010 е бизнис тежок најмалку 1,5 милион евра. Информациите говорат дека овој бизнис треба да биде доделен директно на една скопска фирма, исклучително блиска до ВМРО ДПМН, која се занимава со производство на бурек и бели пецива и нема никакво искуство во студентското сместување и исхрана. Намерата е, откако ќе биде продадена исхраната, вработените да бидат избркани, имотот раскрчмен, а студентите да плаќаат повеќе пари за храна, или пак во најмала рака, со анекс на договорот, владата да префрва повеќе пари од оние реални 1,5 милион евра на соодветната партиска фирма. Затоа, господине Груевски, одговорите и на јавноста. Зошто ја приватизирате исхраната во студентскиот центар сега во 2010 година? Зошто за оваа одлука не се консултирани вработените и студентите, на кого со оваа одлука им се крои судбината и квалитетот на студентскиот живот? И на крај, дали помеѓу евентуалниот профит и провизии на фирмата блиска до вашата партија и вработените и студентите од друга страна, ќе го изберете профитот на партиската фирма?